Во вестите на М-нет телевизија ќе гледате. 74 годишниот Денис Асанов, кој уби и закопа во својот двор 79 годишна жена на првото рочиште во Основниот суд Штип, денес не призна вина. Одговарајќи на прашање кажа дека не го извршил убиството и не се чувствува завиновен. Расправата се одлага на 18 март, ден среда, со почеток од 9 часот и 30 минути. 15 кандидати во трка за нов председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Најсериозни кандидати за оваа функција се Роберт Аџипетров и Душко Иванов. Во наредниот период треба да се избере нов прв човек кој ќе го води Општинскиот комитет. Општината Карбинци со полни раце работа. Денеска започна уредувањето на плоштадот во селото Долни Балван, а утре ќе се асфалтира третиот влез во селото Таринци. Се решава и проблемот со водоснабдувањето во општината. Наскоро треба да започне втората фаза од изградбата на регионалниот водовод Плачковица. Земјоделците од Беровско се закануваат со протести доколку не започне откупот на беровскиот компир. Бараат подитно да се стави крај на увозот на компир со цел да може да се продаде домашниот беровски компир. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.